Здраво да родовте уште на видео, каде што видео ќе видиме како всушност се одвива генетското рекомбинирање на ниво на ДНА кај Б клетките. Сега, во овој видео ќе видиме генетското рекомбинирање, во наредното ќе видиме начините на кои се генерира диверзитетот на антителата. Сега, нормално за ме следите, мора да сте го гледале претходното видео, зашто не можам сега да објаснувам што има дека на слика. Едноставно сега прво ќе опоминеме процесот општо, па понатаму ќе видиме како идат механизмите. Првично, значи, имаме приспојување на одреден Д и одреден Ј, односно Дж, генски сегмент. Така, нели, овие се одредени генски сегменти, ги разгледавме на тоа видео. И сега имаме бирање по случаен избор. Така, значи во овој случај се бира седмиот Д, значи D7, со J3 ќе бележиме. Така, значи со J3 се бира. И случајно се бира еден D сегмент, еден J сегмент. И се што е измеѓу тие кои се избрани се отстранува. Ќе го видиме механизмот на како тоа всушност се случува, но се што е измеѓу ќе се отстрани. И тоа всушност отстранување ќе резултира да одредениот D генски сегмент со одредениот J се приспојат еден до друг. Така и сега гледаме дека се заедно. Односно дека имаме, нели, тоа е D7, ово е J3. А овие што не биле помеѓу нив две си остануваат. Така, овој J4 овдека ќе си остане на истото место. Овие D1 до D7 исто ќе си останат. Сега, од кога поминавме DJ рекомбинирање, следи VDJ или VDJ рекомбинирање. Кај што повторно. Но сега овој D7 со J3 генски сегмент се врзува со еден случаен В генски сегмент. Во овој случај V21, така, че V21 се приспојува со овој D7 и J3. И тоа што се случува е VDJ или VDJ рекомбинација, така што добиваме еден готов рекомбиниран ген. Сега имаме ген. Ова е ген. Претходното не беше ген, тоа бе генски сегмент. Сега над овој ген, малце апстрим, има промоторна секвенца. Така, значи имаме промотор, за кој ќе се врзе ерена полимераза, која ќе направи транскрипција. Така, и ќе добиеме одреден месенџер RNA транскрипт кој не е зрел. Значи ово е месенџер RNA, добро, го пишува Лео, окей. Примарен месенџер RNA транскрипт, само што овој не е зрел, уште не е обработен. Значи уште се наоѓа внатре во јадрото на клетката. Сега, приметувате дека се избрани константниот генски сегмент, кој што не е всушност генски сегмент, бидејќи внатре него нели имаше помали екзони. Избран е за ми, тешкиот синџир, и за делта. Така, овие секогаш се првите почетни кои се бираат, а понатаму може да се направи клас switching. Односно, ќе видиме тоа понатаму, каде што овој варијабилен регион може да се приспои со кој било. Например, ако се транскрибира за гама 1, во тој случај овдека овие немаше да бидат, овдека ќе беше гама 1. Це гама 1 и ќе имавме имуноглобулин G1. Но тоа ќе биде само при клас switching помеѓу променувањето класи. Стандардно се прави први со ми и со делта тежок синџир. Значи го имаме овој примарен RNA транскрипт и сега тој треба да се процесира за да искочи од јадрото на клетката и кога ќе се процесира бира еден пат. Значи или добива само ми тежок синџир или добива делта тежок синџир. Така, и при тоа се отстрануваат интроните. Така, значи овдека овие делови се интрони. Така, тоа се интрони. Ако ги бележава страна. Кои се отстрануваат. Исто така, како што напоменав, се бира да имаме само еден тежок синџир или ми или делта. Односно, ќе имаме имуноглобулин М или ќе имаме имуноглобулин Д. И овие ќе бидат мембрански имуноглобулини. Од кога сме го направиле тоа, се става дека полиаденилинска опашка со цел да не биде разградено од различни еренази кои се наоѓаат внатре во цитоплазмата и потоа се врзува тој транскрипт со рибозоми и подлежи на транслација, така каде што ќе може да се прават протеини и всушност ќе добиеме
протеинот. Значи едноставно ако знаете транскрипција, транслација, процесија транскрипција, транслација од молекуларна биологија или генетика, ова би требало да ви биде релативно многу едноставно. Затоа нема да се задржувам многу, бидејќи не можам тие процеси целосно да ги објаснувам. Едноставно на кратко само ќе спомнеме дека имаш клетка, така имаш и јадро, првичниве чекори, значи до овдека вака, се одвиваат се во јадрото, така, па се прави од овој ген, така овој овдека ген, кој го блежам сега со сина боја, направив малце поголем, оке нема врска. Значи го имаш вака делот, го имаш генот, се прави од него месенџер RNA транскрипт, примарен, кој се наоѓа внатре во јадрото, понатаму тој се процесира за да искочи надвор. И потоа после процесирањето добиваме едно од овие. Така, сега имаш процесиран месенџер RNA транскрипт, кој се врзува со рибозом и потоа го прави протеинот преку транслација и тој протеин е мембрански и ќе се интегрира на мембраната. Така, значи, ова е многу кратко го објаснив, зашто во претходно видео исто сум објаснувам како иде транскрипција и транслација. Но ако повторно напомнам, ако сте слушале генетика, ова би требало многу да биде лесно. Сега, тоа беше за тешкиот синџир кој прв се рекомбинира. Сега идеме на лесниот синџир, каде што процесот е буквално ист, едноставно само ги немаме D сегментите. Така што одма Ј се врзува со В, имаме ВЈ, односно ВДЖ рекомбинирање и добиваме ВДЖ заедно со лидер, каде што повторно пред него овдека на некој си место има промоторна секвенца, каде што ќе се врзе RNA полимераза, ќе направи транскрипција и ќе се добие одреден транскрипт. Така, кој што не е обработен и затоа помеѓу него уште има вакви интрони кои ќе се обработат и ќе се добие обработена RNA, односно месенџер RNA, кој ќе може да искочи во цитоплазмата. Има ваква полиаденилинска опашка со цел да не биде разградена од RNA-зи кои се наоѓаат во цитоплазмата. И потоа ќе се врзе со рибозоми, подложи на процес на транслација и се добива протеинот. Каде што после овој, дека овој протеин ќе се приспои со овој протеин и ќе даде одреден имуноглобулин, во овој случај, например, зашто го земав овој, ќе биде имуноглобулин D, и имуноглобулин D е мембрански врзан имуноглобулин. А за да имаме секретиран имуноглобулин, ќе треба да подложи на процес што го спомнав претходно клас switching, но тоа ќе го разгледаме понатаму. Значи, ова е главно тоа што ви треба, значи да го знаете за генско рекомбинирање, а сега ќе видиме механизмите кои се потребни за се ова да се случи. Зашто ја вака го кажувам ко приказка, така. Се викам, аха, ова дека со тоа се спојува, ова се измеѓу се брише, така. А поентата е како така се спојува? Како знае кое со кое да се спои? Зашто не се врзе В со В? Како знае дека мора да се врзе со Ј? Така. Како е механизмот на бришење на се ова што викам се отстранува? Како тоа се отстранува? Не можеш само да го исечеш или можеш? Ќе видиме како сега всушност се одвиваат тие механизми. Но нормално за да сватите морате ова се дека што го објаснив да го имате у глава како шема со цел да ви биде појасно додека објаснувам. Сега, нормално се поставува прашањето како клетката у наводници знае да не врзе В со В, да не врзе Ј со Ј, ама знае да врзе В со Ј. Така, како тоа? Клетката не гледа букви над одредените генски сегменти. Така, ние сме ги ставиле тие букви всушност не постојат. Така што како знае да врзе секогаш В со Ј? Па едноставно за тоа да го објасниме треба да кажеме дека ова всушност не е целата слика на тоа што се случува, односно пред овие генски сегменти имаме одредени секвенци од базни парови, така кои што кажуваат на клетката дали ова е Ј сегмент или е В генски сегмент. Така, ако например имаш виолетова генска секвенца, секвенца која се нарекува која се наоѓа пред генскиот сегмент, знаеш дека ова е Ј. Ако имаш портокалова генска секвенца пред генскиот сегмент, знаеш дека тој генски сегмент е В. И на тој начин клетката у наводници знае кои генски сегменти се у наводници Ј, кои се наводници В. И сега ќе видиме како изгледаат тие генски сегменти кои се наоѓаат генски секвенци кои се наоѓаат пред генските сегменти.
И те изгледаат на следниот начин. Значи, тие едноставно се повторувања, ако може да бидат хептамерни, каде што имаме 7 всушност базни пара, хепта, 7, и нономерни, каде што имаме 9. И всушност истите се и кај едниот вид на генски секвенции и кај другиот. Односно, можеме да имаме two-turn RSS, ќе објаснам што значи RSS, или one-turn RSS. Каде што кај two-turn имаме 7, така хептамерни 7 базни пара, нономер 9, и помеѓу нив имаме 23 базни пара кои се рандом. Така, додека кај one-turn RSS имаме повторно 9, кои се истите 9 од овдека, значи ова е сосема исто, 7, кои се истите 7 од овдека, и помеѓу нив имаме 12 базни пара кои се рандом. Сега, ова one turn и two turn всушност се однесува на колку пати се свртува ДНА, хеликсот на ДНА во еден RSS. Во two turn RSS хеликсот на ДНА се врти два пати со цел сите овие базни пара да се представат на ДНА. Така, ако имаме ДНА и овдека всушност имаат базите парови А, Т, Т, А, Г, Ц и така натаму. Со цел да го испишеш овој цел RSS, ти требаат два сфиоци на ДНА. И затоа овој вид на RSS се нарекува two-turn. И ги треба два сфиоци. За да го испишеш овој RSS во ДНА, ти треба еден свио. Така, например, до тука некаде ќе го завршиш. Значи, само еден свио си направил и затоа го нарекуваме one-turn RSS, бидејќи е пократок. Сега, кратанката RSS всушност значи рекомбинантна сигнална секвенца или пак рекомбинациска сигнална секвенца. Значи, тоа е секвенца од базни парови кои и дава сигнал на водници на клетката каков генски сегмент е до незе. Така и што со што да врзе. Сега, гледаме дека кај ламда, лесниот синџир, ова најверојатно е за кај луѓе, пред J сегментите имаме one-turn RSS, додека пред V сегментите имаме two-turn RSS. Така, кај капа е обратно, додека кај тешкиот синџир гледаме дека на J и на V имаме two-turn RSS, додека на D имаме one-turn. Сега, поентата е можете овие да бидат обратно. Односно на J и V да имаме one turn, додека на D да имаме two turn. Не е битно. Едноставно, важното е, зашто ова зависи од вид до вид. Така, затоа го напоменувам ова. Например, оваа слика што прикажам може да е вака кај сите луѓе, но од вид до вид е различно. Ама тоа што е исто е да V секогаш да биде различно од тоа што е пред D. Или пак, тоа што е на D секогаш да биде различно од тоа што е на V. Со цел да се знае што со што да се врзе. Сега, овдека може да се покрене прашањето, добро, тоа е се окей, логично, но како клетката знае да не врзе првин D со J, така, па после V и D да ги врзе со D со V, па после V и D да ги врзе со J. Зашто ли рековме? Првиот процес на рекомбинација кај тешкиот синџир е врзување на D со J. Така, но ако овдека од двете страни на овој D сегмент имаме таа one-turn RSS, зашто првин не се врзе V со D? Така, зашто мора првин D со J? Така, сега одговорот на тоа прашање најверојатно растојанието. Најверојатно поблизу е D до J, така што многу е поверојатно, 98% ќе речеме, да се врзе тоа прво, додека има само 2% шанса да се врзе ова прво. Сега, ако се случат овие 2% шанса да се врзе ова прво, тоа нема да биде продуктивно, таа клетка ќе изумре. Така што 98% од случаите се врзуваат D со J и тоа е правилниот начин на водници, така што тој го сметаме за стандарден. Сега, друго нешто да се напомене е да, ајде како нацртам ДНА, нацртам тука еден генски сегмент, не е битно кој. Така имаме генски сегмент, например J генски сегмент, не е битно, нели тој си е составен од А, Т, Т, А, Т и така натаму. И сега го имаме оваа секвенца
ја бележиме со триаголниче, ќе ја бележам јас со триаголниче, која се наоѓа пред него, која всушност е составена нели од овој нономер. Значи први ни е нономерот, тоа ми е битното, нономерот, па идат тие во овој случај 12 базни пара, 12, тука, па идат овие, со која боја веќе ги бележам, па идат овие 7. Сега, главното е да овие 7 се одма до генскиот сегмент, така ова беше ген сегмент. Значи хептамерот е до генскиот сегмент, додека нономерот е внатре во интронот. Така, значи овој овдека дел е всушност интрон. Така, овој дел е интрон. Односно, нономерот е свртен на кај интронот, додека хептамерот е на кај генскиот сегмент. Сега, кога ги имаме овие one turn или two turn, всушност важи правилото 23-12, каде што имаме еден од ензимите, рекомбиназни, кој ќе се врзе за 23, другиот ќе се врзе за 12 и после ќе се врзат еден со друг. Така, со цел да се избегне тоа поврзување на В со В, Ј со Ј, Д со Д. Сега исто дека треба да се напомене дека овие секвенции кои се наоѓаат пред генските сегменти не мора да бидат насочени една наспроти друга, како што се овдека. Например, Ј може да биде исто и нааму насочена. Така, во тој случај ќе имаме малце поинаков механизам на рекомбинација, но повторно ќе се одвива. Само да кажам дека не мора да бидат вака исто насочени секогаш. И ќе видиме случаи како тоа се одвива кога е така обрано. Сега, рекомбинирањето всушност ќе се врши од страна на одредени ензими. Повеќе ензими се вклучени, но ние ќе збориме само за два ензими. Значи, еден ензим се врзува овдека, така другиот ензим ќе се врзе овдека. И сите ензими всушност кои учествуваат се наречени рекомбинази, односно ВДџ рекомбинази. Сега, додека ги истражувале овие ВДџ рекомбинации, односно ензимите кои се вклучени во ова реаранжирање, нашле одредени гени, рекомбинацијски активирачки гени, и затоа, односно скратено RAG, рекомбинација активирачки гени, и нашле дека всушност прават два протеини, односно RAG1 и RAG2. И всушност ние ќе се реферираме на тие протеини како тие кои прават рекомбинацијата. Значи RAG1 и RAG2 протеини. Сега, видовме дека ако имаме ДНА, така имаме ДНА, ќе нацртам две врсти, каде што имаме одреден генски сегмент тука, така одреден генски сегмент тука. И сега, ако ги имаме RSS секвенциите, да речеме едната е вака насочена, другата исто од оваа страна, или пак ако може бидат вака наместени, ќе имаме нормално различни вртења на ДНА. Сега, ние ќе го разгледаме овој пример главно, но ќе го спомнеме и вториот. Сега, ако го имаме првиот пример, ДНА ќе се намести на следниот начин. Значи ќе застане вака, одека ќе дое жолтиот дел, ќе дое зелениот, и ќе имаме двете овие црвени кои ќе штрчат вака нагоре со остатокот од ова парчето. Така ова горново парче, ова вдека измеѓу парчето. Мислам, се сваќа што е како. Сега, ако е како на долниот цртеж, во тој случај не можеме да направиме така. Во тој случај ДНА ќе иде на следниот начин. Значи иде вака ДНА. И сега, ќе имаме овдека, ќе направиме тука жолтиот дел, тука ќе биде зелениот, и овдека сега вака ќе ги имаме двете црвени, ќе идат вака нагоре. Но мораме да свртиме ДНА. Гледате како е свртено, ова вака тука правам, зашто побина понезе. Сега, ние ќе разгледуваме главно на овој горниот пример, веќе е полесно да се црта, но истиот принцип кој ќе важи за горниот пример, всушност важи и за долниот пример. Така, само што нема да го разгледуваме за долниот, едноставно веќе е покомплициран цртежот. И исто колку да напоменеме, ова горново се нарекува делеционо спојување. Додека ова е инвертирано.
Така, значи инвертирано или превртено. И сега овдека на слика всушност не се бележи ни RAG1 и RAG2 ензимите кои ќе дојдат овдека вака ќе застанат. Така, значи ова ќе бидат ензимите, сега ги бележам. Значи RAG 1 или 2. Значи тие ќе бидат вака тука поставени. И имаат они всушност специфичност во врзувањето и затоа всушност доаѓаат еден на друг. А специфично исто се врзуваат, нели, едниот се врзува за 12, другиот се врзува за 23, односно за RSS 2 turn, така. Или за RSS 1 turn. Сега ќе идеме чекор по чекор што се случува. Така, значи ова овдека е всушност RAG, така RAG 2, има друг HMG, некој си протеин, кои всушност се прикачуваат еден на 23, другиот на 12 и ги донесуваат двата краја еден до друг. Така. Односно двата генски сегменти. Во овој случај В и Ј, значи најверојатно сме кај вакво кај некој си лецен синџир. Сега, се прави едно засечување на двете места, така, значи засечувањето се случува и кај Ј и кај В, така ко ник, ко малце тк, само го сецнува на горниот дел. Значи гледаме долниот останува врзан. Така, само горниот дел е сецнат кај оваа RSS секвенца и генскиот сегмент. Значи само малце се сецнува. И зашто малце се сецнува? Зашто после самото ќе се досецка на некој си начин. Значи овдека на крајот што се сецнал останува ваква хидроксилна група каде што кислородот има слободни електрони и врши нуклеофилен напад каде што се врзува со фосфатната група и всушност се добива една структура која се нарекува шнола структура. Така, значи се добива шнола кој е кодирачки крај, ама ова ќе биде шнола структура која ќе ја разгледаме сега понатаму. Сега, исто ово, одека што го разгледувате, значи ова напаѓа таму и после всушност ќе се врзе и всушност се затвара, така, додека овдека ОХ групата, бидејќи овој фосфор ќе се тргне, овдека ќе остане ОХ и овој останува всушност сигнален крај или тап крај, овој ќе биде. Но, поентата е, ева како ќе оставиме ова тука, ОХ. Поентата е, ова истото се случува и на Ј. Така, значи истото се случува и на Ј и на В истовремено. И тоа што го добиваме е всушност В и Ј ќе се затворат вака, ќе ги добиваме овие шнолести структури. Но сега проблем не останува тоа што било измеѓу нив. Така, тој делот што е измеѓу нив. Така, сега. Хептамерната структура, хептамерната генска секвенца беше насочена накај генските сегменти. Така, ова беше хептамерната, која беше насочена натаму, но намерната се двете беа во интронскиот дел. Така што нонамерните се свртени едни кон други. Сега, всушност, тоа изгледа вака. Така, тоа го избришаме. Значи жолтото е овдека, кафеното е од оваа овдека страна. И всушност тоа што ќе се случи, се двете ќе се приспојат, значи ОХ со П, ОХ со П и ќе се добие еден као прстен. Додека сега не е бележан, а всушност ќе биде како ваква структура ќе се добие. Така кога ќе се затворат двата краја, еден со друг ќе се слепат. Така што хептамерниот, така ќе се врзе со другиот хептамерен, додека нонамерните ќе се бидат натаму. Така, значи наваму е нонамерниот, овдека е хептамерниот со другиот хептамерен кој ќе се врзе еден со друг и ќе образува една ваква прстенаста структура која ќе се замине и ќе се изгуби понатаму. Добро, сега идеме пак. Сега идеме на нареден чекор, пети чекор, каде што овие шнолести структури кои се добија, така нели добивме шнолести структури. Така овие шнолести структури и кај В и кај Ј сега треба да бидат отворени. Зашто не ни треба шнолести структури, треба В со Ј да го споиме. Така што сега мораме пак да отвориме шнолата. Сега шнолата ќе биде отворена од овој Артемис протеин, кој што може да отвори на 3 места. Така, може да отвори или тука, или тука, или тука. И зависно кај ќе ја отвори, можеме да имаме 5 прим дел кој штрчи, можеме да имаме тап крај, кај што нема штрчач, што и ретко се случува, или можеме да имаме 3 прим крај кој штрчи. Сега, истото важи и за другата верига. Така што може да се добијат 3 прим и 5 прим кои ќе штрчат или другата варијација или пак едниот да биде тап, другиот да штрчи и така натаму.
Овдека во овој случај е прилично симплифицирано, каде што овдека е овдека скратено, кај Ј е горе скратено, и всушност ако го отплеткаме, овој дел ќе се отплетка натаму, овој дел ќе се отплетка натаму, така ќе се отвори, и всушност тоа што ќе се добие е ова. Така, сега вака, да не биде ова збунувачки, значи ова Г доаѓа овдека, така затоа имаме Г. Ова А доаѓа овдека и затоа имаме А. Така, значи тоа е те истото. Овдека нема басни пара. Значи тоа е едно до друго. Сега, овдека истото, значи Т-то ќе си дојде тука, А-то ќе си дојде тука. Така и ќе добиеме тоа. Значи бележано си убаво со бои, ама повторно да објаснам. И сега нормално не може вака да се спојат, него овдека мора да се дополнат соодветните. Така треба да се стави А, треба да се стави Г, треба да се стави С и треба да се стави Т. Така, исто овдека треба да се стави Т, А, Т, А. Така. Тоа треба да се дополни. И потоа овие треба едноставно да се лигираат едно со друго. Така ќе се приспојат со некој си лига за 4, нека Е и Дж протеини. Едноставно ќе се спојат како што си се ова со ова, ова со ова. Така. Значи нема ништо посебно и тука завршува приказката. И така ги преспојавме В и Ј регионите кај лесниот синџир. Исто ова значи може да се случи ако спојавме В со Д, Д, или пак Д со Ј. Така едноставно тука е прикажано В со Ј. Кај лесниот синџир. Сега, ова, кај што пролеков портокалова линија надоле, е некој си исклучок кај тешкиот синџир, зашто тука може да се случи нешто друго. Кај ВД или Д, Ј споевите, од кои ќе се направат. Така, значи веќе се направиле В, Д со Ј се споило. Така, од кои ќе се направи тој спој, може да действува екзонуклеазен ензим, кој ќе направи некој си случаен пресек помеѓу Д и Ј, или В и Д, нема врска. Така, некаде може да направи пресек и може пресекот да биде толку голем, што целото Д да се отстрани. Но, поентата е, кога го прави тој пресек, тој е случаен, и некогаш отстранува, гледаме например од Ј регијата отстранил една база, доека овдека отстранила 3. Така. Сега, тоа ќе биде малце проблем и ќе видиме зошто. Сега, од кога го направило тоа, нормално не сме така да стои, едноставно мора да се дополни со користење овој ТДТ ензим, Д-то треба да е мало, каде што се додаваат нуклеотиди. Али N-нуклеотиди, бидејќи се non-template нуклеотиди, и затоа овие се бележат како N-нуклеотиди, но бројот на додавање е случаен. Значи може да се додадат од 1 до 15. Така, од 1 до 15. Сега, тоа е и добро и лошо. Лошо е, зашто може да се измести рамката на читање. Што мислам со тоа? Претходно имавме 1, 2, 3, 4 букви. Така, па овдека ќе се спојавме и да речеме дека тука ќе имаше 4. Поентата е, сега со додавање на овие нуклеотиди имаме 1, 2, 3, 4, овие тука 4 исто, и имаме една вишок. Што значи тоа? Тоа значи целата рамка на читање понатаму ќе биде изместена. Сега, ова поместување на рамка на читање не мора да значи дека ќе биде лошо, може да биде продуктивно, но може и да биде непродуктивно. И затоа додавање на овие N-нуклеотиди од страна овој ТДТ ензим, ќе спомнеме после пак, може да биде продуктивно или непродуктивно, но го зголемува диверзитетот. И добро, имаме приспојување и тоа е тоа. Исто не напоменав овие тука нуклеотиди што се додаваат. Така, овие секогаш се палиндромски. Така, значи TCGA, TCGA. Така, AT, AT. Така, секогаш се палиндромски, затоа се нарекуваат P нуклеотиди. Значи, овие овдека што се додаваат се P нуклеотиди за палиндромик нуклеотидс. И сега всушност добивме рекомбинирани од генските сегменти направивме гени. И сега ова, ако би можел некако го направам брзински, да го повторам целото, ама јас си замислам која анимација, ама не можам да направам анимација, морам со цртање, што само сакам да расчистам за ова овдека. Така, значи овој тука дел 8 до 10, всушност вика дека од кога ќе го направиме се ова, например, до 7, така, например, ќе добиеме
нели ќе го добиеме ова вака, да кидам овдека. Ќе го добиеме ова. Така. Ќе го добиеме ова. Од кога ќе го добиеме тоа, ни вика може овој одредена екзонуклеазен ензим да пресече помеѓу В, помеѓу Д, Ј, дури може целиот Д да го отстрани. Така. Значи може да пресече помеѓу ВД или помеѓу Д, Ј, само кај тешкиот синџир, и ова се случува откако, добро, не е таму, него е овдека. Откако сме го направиле сме го рекомбинирали и сме направиле ген. Така, значи, нели овдека ние рекомбиниравме, сега го објасниме како иде процесот. Направивме ген и откога сме направиле ген, може овдека да се сече кај тешкиот синџир. Ај сега пак да се вратиме овдека. Значи тие до 7 беше да го направиме рекомбинирањето и сега ни кажува дека откога го сме го направиле, откога сме добиле В, Д, Ј, помеѓу В или помеѓу В со Д или помеѓу Д со Ј може да се случи вакво цепење од екзонуклеаза, каде што не отстранува правилно нуклеотиди и потоа се додаваат нови нуклеотиди, така, кои се non-template, затоа се нарекуваат N-нуклеотиди, кои што може да ја изместат рамката на читање. Сега не можам да објаснам многу што е рамка на читање, едноставно ќе се измести како се читаат кодоните понатаму од терен и ќе прави всушност нефункционални протеини. Може да ќе бидат функционални, не се знае. Затоа имаме продуктивно и непродуктивно, но тоа ќе го збориме во наредното видео кога ќе збориме за диверзитет. Добро, сега, до ова сега ако ви е јасно, сега ќе се вратиме нешто што зборевме на почетокот во минатото видео, кое беше дека гениве се наоѓаат ги имаме во два алела, едниот кај мајката хромозом и едниот кај таткото. И сега ќе видиме зошто тоа е битно. Значи, имаме хромозоми. Имаме еден од мајката, еден од таткото. Имаме повторно некој си од мајката, еден од таткото. Имаме други хромозоми, мајката, таткото. Така, и како беше? Тешката верига се кодира на 14-тиот пар хромозоми, значи вака мајка, татко. 14-тиот пар хромозоми ја прават тешката верига, или дека вака ќе бележиме од оваа страна, прават тешка верига. 22-тиот пар на хромозоми прават ламда, лесна верига, значи вака. 22-тиот прават ламда лесна верига, додека вториот пар на хромозоми прават капа лесна верига. Сега рековме дека за секој ген имаме два алелни облици, каде што едниот се наоѓа кај хромозомот кај мајката, другиот од хромозомот кај таткото. Сега рековме дека рекомбинацијава првин се случува на тешкиот синџир. Така. И поентата е истовремено се случува и тука, истовремено се случува и тука. Сега. Поентата е не смеем на двете места да се случи рекомбинација и да биде таа различна, така што ова ќе дава едно антитело, додека ова ќе дава друго антитело. Така, значи на клетка немаме две антитела кои имаат различни варијабилни региони. Мораме да имаме само едно антитело. И како тоа се прави? Едноставно, нели реков дека се случи истовремено и тука и тука. Да речеме дека на едното место се случи прво. Така, значи овде се случи прво. И сега, чим се направи дека прво, од него се прави кодирачки протеин, односно еден вид на антитело, ќе обележиме исто како Y, значи се прави еден вид на антитело, односно кодирачки протеин. Сега, чим ќе се појави тој кодирачки протеин му кажува на другиот алел, доста се рекомбинираш, прекини. Знаеш, ко го сайленсира, односно го исклучува другиот алел. Бидејќи вика, јас стигнав прв, јас се рекомбинирав. Не прави ти уште една комбинација. Го кажува тоа. Исто што кажува, им кажува на капа веригите, така, да почнат они со рекомбинација. Така и овдека исто имаме два алели кои кодираат за капа. И они започнуваат двете со истовременна рекомбинација. И поентата е, во едната исто ќе се случи прва да рекомбинира и ќе направи одреден, така ова ќе рекомбинира прва, и таа ќе си направи одреден кодирачки ген, мислам протеин, каде што и кажува всушност овој на втората, прекини да рекомбинираш. Веќе имаме една успешна. Така и ова се сайленсира. Сега, истовремено ова и кажува на ламда да не рекомбинира, бидејќи овдека нели имаме вакви гени
им вика, вие двете, silence, не рекомбинирајте. Зашто веќе добивме лесна верига. Имаме капа лесна верига. Не ни треба ламда. Сега, постои ситуација да и двете капа генски региони да немаат успешна рекомбинација. Значи ова е неуспешно, ова е неуспешно. Што ќе се случи тогаш? Во тој случај Y ќе им каже на ламда хромозомите да почнат, нели одека на ламда гени, да почнат оние да се рекомбинираат. И тога повторно една ќе биде прва, ќе направи свој генски протеин кој ќе каже на другиот хромозом да не рекомбинира, така ќе го сайленсира. И ова е принципот на алелско исклучување, кој обезбедува да имаме антитела кои ќе имаат само еден вариабилен регион. Така, значи не да добиеме антитела на една Б клетка кои ќе имаат различни вариабилни региони. Зашто една Б клетка прави само еден вариабилен регион за даденото антитело. Сега на оваа слика го имаме тоа исто сега што го зборев, само што направено вака со сликички кои ќе идеме по полека за да сватите што се случува. Значи имаме една си клетка, така, и првично започнува рекомбинацијата во тешкиот синџир. Пред имаме Д со Ј, окей, и потоа треба да се случи В со Д со Ј. Така. И први имаме рекомбинирање на првиот алел. Така, например, само кај мајката. Така, први имаме рекомбинирање на хромозомот, кај што се наоѓа алелот од мајката. И гледаме дека тоа е продуктивно. Супер. Добивме тежок синџир. Така. Но може исто така да биде непродуктивно. Така, значи првиот алел да биде непродуктивен, па да идеме на втор. Сега, и ако вториот не е продуктивен, таа клетка ќе умре бидејќи не може да направи тежок синџир. Ако вториот е продуктивен, повторно се враќаме тука. Така, значи или првиот да биде продуктивен или вториот, не е битно, сме направили тежок синџир. Сега, кога го направивме тешкиот синџир, треба да идеме на праќање на лесен синџир, односно В со Ј. Првично пробува да го направи капа. Така, значи првично пробува да го направи капа. И пробува со првиот ген, така првиот ген за капа. Ако е успешно, готово, имаме антитело. Има ми и има капа. Окей. Ако не е успешно, идеме на вториот, значи првиот алел не е успешен, идеме сега на вториот алел за капа. Ако е успешно, супер, имаме антитело со ми и со капа. Ако и вториот за капа не е успешен, идеме на ламда. Ако првиот за ламда е успешен, супер, имаме антитело со ми и ламда. Ако првиот за ламда не е успешен, идеме на вториот за ламда. А ако е успешен, имаме антитело со ми и ламда. Ако и тој не е успешен, смрт. Значи, оваа клетка ништо не успеа да направи. Сега, ова сега дека што го гледат на сликата, повторно ќе го представам со хромозоми. Значи, запамтете да слика, ако треба паузирајте си, разгледајте си. Значи, повторно сега ќе идеме со хромозоми. Ќе идеме, само сега ќе ги нацртам вака. Овие ќе бидат за тежок синџир, овие ќе бидат за капа, овие ќе бидат за ламда. Така, значи првично започнуваме тука. Имаме успешна рекомбинација? Супер. Ако имаме успешна рекомбинација, идеме после, ако имаме успешна рекомбинација, овој се гаси, па идеме на капа. Имаме успешна рекомбинација? Супер. Тоа значи добивме едно антитело, така да се овие две успешни. Но би можеле да имаме случај каде што прва не е успешна, па идеме на втората. Така, значи оваа била неуспешна. Идеме на втората. Оваа е успешна. Супер, имаме вакво антитело. Да речеме дека и таа е неуспешна. Во тој случај идеме на првиот за ламда. Таа е успешна. Супер, имаме вакво антитело. Да речеме дека е неуспешна. Во тој случај идеме на вториот за ламда. Таа е успешна. Супер, имаме вакво антитело. А ако и таа не е успешна, ништо, не можеме само со тежок синџир. Сега пак можеме да се вратиме вака назад, каде што оваа првата нема да биде успешна, ама втората ќе биде успешна. И после го повторуваме истиот процес. Го пробуваме првото капа. Успешно? Супер, имаме антитело. Иначе, ако ова е успешно, ова нормално ќе се деактивира и ова ќе се деактивира и ова ќе се деактивира. Така, ќе добиеме антитело. Но да речеме, така, повторно ова може да биде неуспешно.
Идеме на ова. Успешно. Супер, добивме антитело. Ако е неуспешно, така идеме на ламда. Идеме в дека. Успешно, супер, добивме антитело, ова ќе се деактивира. Ако не е успешно, идеме на вториот ламда. Така, успешно, антитело, неуспешно, мртва клетка. И тоа се едноставно патиштата кои ни се објаснети овдека на оваа слика. Значи идеме за првиот алел. За првиот алел можеме да имаме успешно или неуспешно. Ова е успешно, ова е неуспешно за првиот. Па после имаме вториот алел за тешкиот синџир. Ова е успешно, ова е неуспешно. Така. Потоа идеме на првиот алел за капа. Ова е успешно, ова е неуспешно. Па идеме на вториот алел за капа. Успешно, неуспешно. Идеме на првиот алел за ламда. Успешно, неуспешно. Вториот алел за ламда, успешно, неуспешно. Значи може да се добијат повеќе генски комбинации, ама го сваќате принципот на кој оди. И повторно да поменеме, ако овдека во повторно веќе запишам тешките, ако овдека е успешно, овој ќе се деактивира. Исто така, ако овдека во капа, го спомнав, ама окей, на првиот е успешно, овој ќе се деактивира, исто така ќе се деактивираат тие на ламда. Така не сакаме и ламда да направиме. Така. Добро, тоа беше за алелско исклучување. И тоа беше главно се за ова видео. Значи го видовме општиот преглед како ќе се случи рекомбинацијата овдека Лео. Така, видовме општата, видовме дека први идеме со тешкиот синџир, идеме со лесниот синџир, идеме со капа па со ламда. Видовме како всушност знаат овие раг протеини, односно рекомбиназа активни гени кои ги прават овие протеини. Каде да се врзат? Каде за В, каде за Ј, каде за Д и кое со кое да ги врзат, поради овие рекомбинацијски сигнални секвенции, RSS, кои се наоѓаат пред генските сегменти или после. Може да бидат обратно делители исто, така што ќе се направи инвертирано спојување или делиционо спојување. И овој беше механизмот на кој се случува, така ги приспојува, сецно на нивниот крај ќе се направи шнола структура, се отстранува овој дел, така тој што штрчи. И на крај ќе имаме после слецнување на шнолата, па ќе има краеви кои може да висат, дали 3' или 5', па ќе се дополнат со палиндромски нуклеотиди, затоа 5 нуклеотиди, па ќе се спојат со лигаза. Сега, кај тешкиот синџир, кај В со Д или пак Д со Ј, имаме екзонуклеазна која може да го цепне, не знам дали се гледа таму, која може да го цепне, така што ќе направи добро или лошо цепнување, кој ќе се пополни со N нуклеотиди, non-template nucleotides. И така, тоа може да биде продуктивно или непродуктивно, зашто ќе збориме во наредното видео. Сега само уште ја направам една слика, ќе ставам за да видите што би се случило ако го имавме и ова инвертираното спојување. Дека сега на десно, значи ги имаме представено два пода, беше тоа ние што го разгледувавме, каде што тие ќе се приспојат, така В со Ј, ќе се добие ваква ринг структура, тоа вишокот што било измеѓу нив, тоа го разгледавме. А под Б е тоа што не го разгледавме, ама истите механизми се раководат, само што ќе биде по-другше свитка на ДНА. Значи повторно ќе имаме ник, толку мало цепнување, така, мало цепнување, тоа ќе се приспои, ќе се направат такви шноли, само што шнолата ќе биде таму и тука, така. Така што овој дел, после целиот ќе треба да се сврти однопаку, така што V2, гледате тука кај е V2, значи ќе се сврти и ќе дојде, тој крај со овој вака ќе застанат, така и ќе се спои V2 со J2, ќе се спојат, додека овој кафеавиот дел ќе се спои со овој жолтиот дел. Така ќе го направат овој сигнален спој, додека овој е кодирачки спој. И додека повторно имаме истото, само другше прикажано, значи делиционо приспојување или инверзионо. Јаваме истото. Значи деснава, најдесна слика, гледате. Јас ќе ја поминам побрзо, вие можете да си паузирате ако сакате. И на последна слика гледаме фотографии од овие отстранети вакви
кружни, така циркуларни отстранувања кои може да се најдат. Кои понатаму се отстрануваат. И тоа беше се за видео, се надам дека научив тешто ново, а во наредното видео ќе ги видиме механизмите со кои ќе може да се генерира повеќе диверзитет за да добиеме различни антитела. Значи, ние сега видовме некои, само што не се задржавме дека генерираат диверзитет, но во наредното видео ќе разгледаме повторно, подетално само. Добро, довидување.